Денешната пресконференција на специјалното јавно обвинителство е дел од однапред планирано сценарио. Реагираа поранешниот министер за транспорт и врски Милијана Киески и министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска на обвиненијата од СЈО за двата случаи Топлик и Тендер. Во врска со случајот Топлик, Јана Киески истакна дека целокупната постапка е изведена согласно законските и подзаконските прописи кои го уредуваат отуѓувањето на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија, што може да се констатира и од позитивното мислење на државниот правобранител. Според Јана Киески, ова беше еден политички прес на СЈО се со цел да се влијае на изборите кои што предстојат на 11 декември. Денешната пресконференција на СЈО е без никакви аргументи, без никакви, ама баш никакви основи, ниту презентирани документи. Нивната цел е во соработка со СДСМ е да влијаат на изборите, но граѓаните на Република Македонија тоа ќе го препознаат и ќе дадат силна поддршка на ВМРО ДПМН. Во однос на случајот Тендер, Канческа-Милевска исто така посочи дека денешната пресконференција во СЈО е дел од однапред планирано сценарио во функција на политичка пропаганда која има за цел да го оцрни работењето на Министерството за култура и на вработените во ова министерство. Затоа навистина е жално што нашата благородна идеја за еден ваков објект, сета посветена работа и труд на сите вработени во Министерството за култура, на сите стручни лица, на сите фирми кои што работеа на изградбата на овој прекрасен објект, се ставија во заложништво на еден политички маркетинг кој е во функција пред се на предизборијата. Специјалното јавно обвинителство денеска ги најави двете нови истраги Топлик и Тендер. Случајот Топлик се однесува на основано сомнение за злоупотреба на службена должност при продажба на земјиштето за изградба на Сончев град во Скопје, а случајот Тендер е за основано сомнение дека е местен тендер за дополнителни работи при изградбата на музејот на ВМРО.